ovije последни активности што сме ги направиле во овие 9-10 месеци, туку може да ќе почнеме од последните активности, па да се враќаме до она што е направено при мојата канонска визитација, последната канонска визитација, крајот на јули месец оваа година и целиот август месец. Имено сакам да нагласам дека не само на полето на верата, на полето на црковните активности што имаме постигнувања, веќе во овие последни месеци и особено во текот на овој месец, како чува Македонската православна црква на нашата вера, но истовремено и како чували промотор, може да се рече, и на националната посебност наша, на идентитетот наш македонски, на нацијата, на фолклорот, на традицијата наша македонска и така натаму, посебно во овие времиња кога сме загрозени национално, кога ни е загрозен идентитетот и ние не смееме, јас барем лично сметам дека не треба да останам како пасивен наблюдувач на она што се случува, па затоа превзедовме чекори на 19-ти овој месец регистрирахме Македонски етнолошки музеј со желба и тенденција тој етнолошки македонски музеј да развие активности со кои ќе ја промовираме посебноста на нас македонците, не само на полето како црква, туку и на полето како нација со сите посебности. Тука во посебностите сакам да ги посочам јазикот наш македонски, бидејќи ние како македонци треба да бидеме препознатливи како посебен народ кај другите, особено во диаспората, во Австралија, која е мултикултурна и мултиконфесионална, мултиетничка држава и во таа смисла сметам дека ќе можеме да дадеме наистина богат и голем придонес за нашето осознавање, односно за запознавањето на македонскиот народ како посебен народ од народите во светот, но и посебен народ од народите во нашето окружување, мислам на нашите соседи и на србите, и на бугарите, и на грците, па и на албанците и така натаму, бидејќи, како што им е познато на сите заради лицемерието на овие, што ги велиме денеска, односно на глобалните настани што се случуваат, тука во глобалните политики практично нас сакаат и да не унишат, да не омаловажат, да ни го одземат идентитетот така на се. Во таа смисла сакам да нагласам дека откако веќе го регистрирахме Македонскиот етнолошки музеј, треба да вклучиме луѓе кои ќе можат да дадат придонес во таа смисла и вас, представниците на медиумите кои сте тука присутни, а и до сите медиуми се обраќаме, да дадете сите вие свој придонес со своји идеи, со своји мисли и така натаму, да се вклучат сите наши, бидејќи ова е првиот Македонски етнолошки музеј што се прави во диаспората. Во оваа смисла ние стапуваме во контакт и со стручни лица на одделот за етнологија во
Штип на Штипскиот универзитет, се разбира дека тука ќе ги вклучиме и сите стручни луѓе кај нас по Македонија што можат да дадат придонес и одделни музеи и така натаму, бидејќи во овој етнолошки музеј може да се лоцира предмети како што се икони, фрески, други сакрални предмети, одежди и така натаму, но тука може да влезат секако ќе бидат нашите носи од помнението на цела Македонија, потоа тука треба да влезат и други предмети што укажуваат на нашата посебност како народ и така натаму. Па ете, во таа смисла, во тој дух, ние сме отворени и расположени за соработка со сите кои сакаат да помогнат во таа насока.